Господине Аризанов, дали ја поддржувате иницијативата за заедничка Македонија? Па видите, Македонија како Македонија ја поддржувам каква што е. Но не можам да поддржам работа која што некој сака да ја разнебити Македонија. Тоа е став, мислам дека и на сите земјоделци во Македонија кои што ги представувам во дадениот случај, а пред се како личност можам да ви речам дека никој во моето достоинство не може да се меша и да ми кажува кој сум и што сум. Некој се зел за право да ме именува, преименува или било што да ми рече, но дали истиот човек кој што тоа го зазима за свое право, дали се прашал и дали ме прашал, дали сакам тоа што он е и како он се чувствува да бидам јас. Јас сум македонец и македонец ќе останам, апсолутно. Не менјам ништо до сега, нема ни да сменам. Тоа бил дедо ми, прадедо ми и прапрадедо ми, кои што се староседелци во Македонија. Имаме многу дошљаци кои што дојдоа од страна, па ни наметнуваат и собствени проблеми сега, нивни тези, кои што за мене се не валидни поради тоа што едно малцинство на веćината народ, на повеќето народ, да им наметнува своји проблеми, мислам тоа сето не е во ред. Унитарноста на државата е таа, каква е и таква ќе остане. Мислам дека не само јас, него и сите земјоделци во Македонија кои што се наклонети кон тој дел и веќе партиципираат на некој начин во самата работа, во самото однесување, во самото градење на самата држава. Мислам дека до сега сите заедно имаме еден заеднички став и така ќе се понашаме и понатамо. Мислам дека апсолутно нема ништо менаване. Кој што сака да тоа го прави, мислам дека се излажал и мислам дека не му е местото пред се во Македонија за мене, за таквите луѓе кои што сакат да ја разнебитат Македонија. Дали ќе се приклучите на иницијативата за заедничка Македонија и како ќе действувате ви? Па видите, ние кон иницијативата за заедничка Македонија ќе се приклучиме во секој момент. Мислам дека имаме заедничко разбирање, барем земјоделците за сега, и за разнебитувањето не станува збор апсолутно поради тоа што некој тоа си го зел, го каже претходно, но мислам дека не е во право, со тоа ќе се докаже со текот на времето. Издајници сме имале и ќе имаме, а достоинството на народот никој не може да му го земе. Апсолутно да погазуваш на нечие достоинство, тоа е, мислам, греф. А да донесуваш одлуки кои што сам мислиш да ги протежираш, а пред се како малцинство во државата да наметнуваш на веćината народ, на повеќето народ да му наметнуваш своји тези, собствени тези, тоа беше и порано од страна на некои партии. И сега истото се повторува, но мислам дека народот е тој кој што ќе застане цврсто и цврсто ќе брани унитарноста на Македонија. Пред се земјоделците кои што ги повикува апсолутно сите земјоделци во Македонија да држат, да дадат една поддршка која што ќе биде израдена со мирни протести и на тој начин да ја го искажеме незадоволството, да му кажеме на луѓето дека сета оваа политика која што ја гонат е погубна за Македонија, а истите се тие погубници кои што ја сакат да ја вовлечат Македонија во тоа, мислам, тешка работа ќе биде, а и они самите не знам кај и како ќе се најдат не сега да рачунат и за нивните деца, внуци, правнуци, како тоа ќе се одразе понатамо на потомството наше кое што следува после нас. Лесно е сега на некој начин да се бориш за фотелја, да обеќаш се и свешто, а на крајот апсолутно да биде на нечија друга штета. Не можеме ние да кажеме една работа само поради тоа што македонецот не од друг. Конкретно од самиот македонец не го бива со таквите понашања на поединци што ги имаме во државата и кои што нанесуваат зло на самата држава, која што ја носат до самоуништување. Ке се приклучите ли вие и општо земјоделците на вечерашниот граѓански мирен протест? Видете, се организираме постепенно ќе се приклучуваме, кој каде е што е и ги повикувам сите земјоделци од сите краишта на Македонија. Дали ќе бидат лозари, дали овоштари, дали тутунари, дали градинари,
и така натаму сите земјоделци, и макар и тука се и сточарите, сите да дадат масовна поддршка за зачувувањето на унитарноста на самата држава, која што ни е најбитна. Во дадениот случај, како што се случуваат, работите не се добри, поради тоа што го кажав и претходно што се случува, сметам дека апсолутно мора да дадеме сите поддршка ради унитарноста и единственоста, целовитоста на Македонија.